Денеска се навршуваат точно 11 месеци од исчезнувањето на Марија Брзакова. Младата жена беше пријавена дека на 18 јануари годинава во раните утрински часови го напуштила семејниот дом во Босилово, облечена во темни тренерки, патеки или влечки, без телефон или друг документ за лична идентификација. Исчезнувањето на Марија беше пријавено по 3 дена во струмичката полиција од нејзиниот сопруг и од тогаш трае потрагата по неа. Во моментот на исчезнувањето Марија имаше 28 години и има малолетно дете. Неколку денови по нејзиното исчезнување, стотина ловци и граѓани во координација со полицијата трагаа по Брзакова по течението на реките Турија и Струмица, по каналите, полето, дури и по браните на Дрвош и Иловица, како и Моноспиското блато, се до границата со Бугарија. Полицијата вели дека истрагата е отворена, а деталите за случајот со Брзакова се дадени на основното јавно обвинителство. Обвинителството разгледува повеќе можности за случајот, дали младата жена навистина е исчезната, можноста од самоповредување или одземање на сопствениот живот, но и можност од насилна смрт. Во првите денови по настанот разгледани се снимки од камери во селото, како и околните патни правци. Според граничната полиција, Брзакова не ја напуштила државата, бидејќи не е регистрирана на ниту еден официјален граничен премин дека излегла од неа. Земени се изјави од најблиските, а проверени се и нивните телефони, но и оттаму нема информации за исчезнувањето на Марија Брзакова.